Здраво, Сашо. Здраво. Добре дојде во мојот дом. Благодарам, фала. Мило ми е што те имам на гости. Сме се гледале на разни случувања организирани од Македонското друштво, за кое што ќе зборуваме подоцна. Но никогаш не сме имале можност да си поразговараме вака еден на еден. И водејќи се од идејата на овој подкаст да се каже и раскаже животот на македонци кои што живеат во Норвешка, ми е мило што денеска имам за гости некој кој што, за разлика од сите мои претходни гости, е роден во Норвешка и има сосема различна приказна од сите претходни. Најпрво ќе ти речам добре дојде и благодарам што си дел од подкастот. Фала многу. Мило ми е и чест ми е што можам да бидам на овој подкастот. Имам слушнато добри работи за подкастот. Има видено некои снимки, така да се радувам и јас да видиме што ќе биде со ова. Сигурно ќе биде една добра приказна, бидејќи животот на секој од нас е како една книга. Секогаш се случуваат многу работи кои што не доведуваат до одредено место во животот. И како што кажав на почетокот, ти не си како мене, например, дојдена тука во Норвешка, туку си роден во Норвешка. Да. Меѓутоа во Норвешка е дојден твојот татко и тој е еден од првите македонци кои што стигнува далеку на север и го почнува животот во Скандинавија. Да. Значи, татко ми 69-та година прво имаше план за Америка или Австралија. Претежно тоа беше најпопуларно. Меѓутоа, така ето, не кеше животот за таму. Имаше дали стреќа, не стреќа, успат го стретвит шумарот, го искарвит, му вели дека не смет преку граница, дека имат патрола, убаво да се вратит. И тој се враќат назад, разочаран, не знае што да пред, му пиши писмо на најстариот брат, што веќе е во Германија на печалба. Добиват одговор од братот, велите брату, сега уште малку сум само во Германија, меѓутоа ќе заминувам за Данска, добре дојде во Данска, тука ќе ти поможам. Па да ви. Стигнувајќи во Данска, поработал мал период, со првите пари што добил, пошто бил многу љубител за нариби, за бродој, за езера, морина, со првите пари си купит карта од Копенхаген за Норвешка. Успат на бродот, му излегвит случај да можат да работат ко чистач на бродот. Во бродот кој што го пренесува од Копенхаген до... Да. И меѓутоа услов е да имат адреса во Норвешка. Така да за него ерген, бекер, млад, не има проблем дали во Данска, дали во Норвешка, за него свето далеко од Македонија и Југославија, кој за него што беше. Тој се решават да се преселит во Норвешка и тука останават. Да. И поради покрај познанија што имат, колеги кои што работат, гледат слика од мајка ми и се заљубит во таа сликата и се решават наредната година да ја верит и да се донесит тука за Норвешка. Да. И подоцна доаѓаш ти на светот. Подоцна доаѓам јас, па уште малце подоцна 80-та година и сестра ми. Ти си најстарата. Да. Најстарото дете. Да, јас сум најстарото. И значи ние со сестра ми овде ни е цел живот, да речеме. Ние сме тука родени, одраснати, меѓутоа барем јас осеќам голема потреба за Македонија. И затоа и често ја посеќам. Значи, роден си во Осло и целиот свој живот го поминуваш тука, но сега некако работите се различни во однос на тоа колку е Осло интернационален град. Практично повеќе ќе слушнеш на улица други јазици од норвешкиот. Но како беше во твоето детство? Види, јас што имам првите памтења, значи околу 5, 6, 7 години,
Јас бев еден од малцинство во тој дел на Осло кај што одраснив, ко странец. Од прво до шесто делење бев фактички едини странец во делењето. Тоа беше значи до 87 година. Веќе тогаш почна да имат и појќе странци што идеја, се големеше бројот. Меѓутоа јас никош немам директно осетено, ко сега што слушам дека многу деца да му кажуват еј ти си странец, ти си ваков. Имаше, значи јас се разликував од другите норвежани, едино само на говорот. Пошто ипак имат и норвежани тука што се потемни, што може личат ко мене вака. Физичкиот изглед, значи не бил толку, едино беше на говорот и плюс дека моите родители не знае општо норвешки, така да претежно јас морав на родителски да одам. Ти да бидеш преведувачот. Но се почувствувате ли ти некако дека не припаѓаш, дека се другите различни од тебе? На тоа време никош мене не маудре мислел дека не припаѓам во Норвешка. Тоа најпоќе мислам и од родителите што има поддршка дека ни учија во ред, ние сме на тоа време југословени, македонци. Меѓутоа ова е една држава што ќе ни поможи и што ни имат поможбено, така да морат да ја респектираме. И ако ја респектираме, така ни респектират назад. Какво беше твоето детство? Како изгледаше детството во Норвешка во твое време? Па и во мое време беа различни работите во однос на компјутери, немање, да речам, поврзаност технолошка. Меѓутоа, претпоставувам дека сето тоа било на некој начин слично и тука. Види, јас имав среќа, ние се преселивме 76-та година на Вестли. Тоа беа гланц нови згради, изградено, цела населба фактички. Си имавме посебно школо, што беше изградено баш за таа населба. Игралиште, кај што беше летно време за фудбал, зимно време за зимски активности, за можеше значи да се санкаш, така да ние имавме на детинство претежно надвор што го користевме. И најголем проблем, мислам, на моите родители беа да ни повлечат дома, а не ко сега да избркат од дома. Различно, во обратна насока бе. Тогаш дојди дома, а сега ајде оди надвор. Да. Добро, сепак твоите родители доаѓаат во Норвешка на едно друго секојдневие, различно од македонското. Дали тука си го негуваат тој начин на живот во однос на дружење со комши или со кои луѓе беше ти обкружен? Јас бев обкружен претежно со македонци. Ко прво родителите мои не знаеа норвешки. Има пријатели во зградата, меѓутоа норвежаните малце поладен народ и на тоа време, камоли сега, значи не се толку навикнати оди ми, дојди ми. Отворена врата, кога сакаш влези. Така да и на тоа време појќе беше кај ними претежно со најавување. Значи не се променило тоа нешто? Тоа не, и тогаш беше и мислам дека и ќе настави тоа уште многу години. Меѓутоа, ето, ние со македонците на тоа време со среќа имавме доста македонци околу нас, како што може да се дружат и постарите и ние младите. Дали меѓу себе си се повлекувале, како да речам тоа? Дали кога некој ќе дошол тука во Норвешка бил иницијаторот за да повлече некои други? Да. Или пак тука се поврзувале не знаејќи едни за не знаејќи се меѓу себе пред да дојдат тука? Не, колку што имам слушано и како што знам јас, значи тоа беше кој дошол први и увек повлеквит некој со себе. На тоа време беше многу полесно и да се добиете и виза, и работа,
доволно само да имаш некој да те предпорачат. А сега, значи, морат со школи, со визи, многу поголеми процедури се, него тогаш што беше. Денеска важи Норвешка за една од најбогатите земји во светот, но јас сум слушала и сум читала дека пред нафтата, што се вели, не била баш така ситуацијата. Не, јас имам една слика од моје детинство. Значи, нам не беше, ко прво, сите продавници во сабота во 4 затвора. Дали беше во 3 или во 4 ќе те излажам, меѓутоа не беше ко сега до 6 до 7. Плюс работни дено исто во 5 затвора. А в центар град имаше, да речеме, еден тржни центар, уште ден денеска постои, Гюнериус. Тука кај што претежно секоја сабота одевне за пазарвење и баш се сеќавам, тоа не беше бар за мене, сестра ми уште не беше родена, кој ќе купеше татко ми виршла да ме изненади или крилчина печени. Тоа беше, значи, бонус, тоа одењето до тој тржниот центар што беше во градот. Но тој момент на разлика, не само што претпоставуваме така и како физичко неразвиеност на градот, баш кога разговаравме ми рече живеевме прво во центарот затоа што сите живееа во центар. Веројатно затоа што ништо повеќе од центарот не ни постоело. Да. Сегашниот центар. Најголемите населби надвор од центарот са почнати да се градат 60-тите години. Веќе кога почна Норвешка да имат барање за работници. Меѓутоа уште не беше тогаш нафтата, тие има почнато да работат со платформите, меѓутоа уште нема почнато да добиват парите од нафтата. Така да малце по малце 60-тите години почна со изградба на урбаниот ден надвор од Осло центар. И ето, татко ми имаше среќа да, пошто тогаш беше лотарија, кои ќе добијат стан. И тие добија фактички стан од 110 квадрати на Вестли. Така да моето детинство, јас сум презадоволен, значи имав посебна соба за мене. Станот беше исто така направен да можеш околу на околу да одиш низ цел стан. Ние ко деца баш се сеќавам кои ќе имавме гости кои ќе да кај нас, така претежно идеја по појки фамилии, по 3, по 4. Значи на нас беше најинтересно да трчаме околу на околу да се бркаме. Но покрај тоа што си роден тука, таа некоја поврзаност жичка со Македонија имаш низ целото детство до ден денеска. Да. Беше ли стандардно поминување на летниот распуст во Преспа? Ние среќа за мене секоја година и можда и затоа имам јас то осеќање за Преспа и за Македонија, пошто секоја година одевме на одмор. Меѓутоа знам и на времето увек беше то проблеми за родителите. Далечен пат, значи по 3 по 4 дена се патуваше, а одмор не добива по 3 недели. Значи увек беше борба како да можат да добијат што поќе одмор за да искористат долу, барем 4-5 недели. А иначе тоа дењето, јас мислам дека тоа најпоќе имат оставено кај мене печаток, да имам толку осеќање за Македонија, пошто толку често имав могуćност да ја посетам. Од ова перспектива можеш ли да кога размислуваш за себе, размислуваш како македонец роден во Норвешка или норвежанец со македонско потекло или можеби нешто измеѓу двете работи? Види, како рекол, јас сум паднат меѓу два стола. Ниту македонец, ниту норвежанец. Оди во Македонија, ма третираат ко ево го дојде норвежанецот, а во Норвешка, значи, душто зборува норвешки, никој не реагират, меѓутоа кој ќе прашат името, автоматски му е одговорот: "О, мен du er jo så å si norsk."
Да. Така не си баш да. скоро па си Да. норвежанец. Добро, да, тоа не е таа дилема на идентитет, мислам дека имаат многу луѓе, не само тие што се како тебе родени во друга земја, туку и оние кои што се одселиле од татковината, но поминале поголемиот дел од својот живот во друга земја. Не види, јас идентитетот тоа е како други мене ма класифицират. Меѓутоа јас мислам дека мојот идентитет, јас сум сигурен во мојот идентитет, јас се идентифицирам ко македонец. Така да мојот ген е од Македонија. Не можам јас да бидам норвежанец. Јас можам да имам мислење ко норвежанец, меѓутоа мене срцето, духот, свеста ми е македонска. Ја кога разговаравме по телефон и се договаравме, зборувавме и го начнавме муабетот за дијалектот. Тука во Норвешка е сосема нормално да дури на националната телевизија секој спикер и воопшто новинар да си го зборува дијалектот од каде што доаѓа. Значи од местото од каде што доаѓа. Во Македонија се некако различни работите, затоа што барем јас имам чувство дека кон дијалектот се гледа како нешто некако нешто што го збогатува јазикот, туку што е спротивно на литературниот македонски. Да, тоа е малце за жал, пошто норвежаните баш добро има тука, тие се горди со дијалектот, горди се од каде се, од своето потекло, а од друга страна никој пак не му дават критика за тоа. А наспротив во Македонија осеќам дека многу се стидат со својот дијалект, а не гледам разлог зошто. Значи никој не може да ма напред мене ни скопјанец, ни битолчанец, ни од Струга. Значи јас сум преспанец. Да. И мене ми е гордо да се зборувам преспански. Но тука си роден и тука го почнуваш да го изучуваш норвешкиот од градинка, нели, што се вели, па после во школа. Но македонскиот, имаше ли некое формално учење македонски или беше бидејќи го зборуваше дома македонскиот? Моите, значи, баба ми и дедо ми живеа заедно со нас, така да мене ми беше мајчин јазик, тоа е македонски. В градинка не одов, така да јас ко почнав на школа, не знев норвешки уопште. И имам баш книгите од на школа со оценките и до едно пето делење увек ми пишеше моля се бедри ношк, значи треба подобро норвешки да се научи. Истовремено имавме таа среќа да имавме тука могуćност да учиме македонски јазик. Секоја сабота имавме од 10 или од 9 до 2, значи 4-5 часа имавме македонско изучување. Така да и тука доста добив, значи учење на јазикот. Ама најпојќе, значи, дома, пошто зборуваа и родителите мои и баба ми и дедо ми. Кој го организираше тоа? Беше организирано како македонска школа? Не, тоа беше организирано, фактички тогаш уште беше Југославија. Тоа беше, значи, преку Југословенската амбасада и Југословенскиот клуб. Имаше јазик на српски и на македонски. Да. Значи и двата јазици паралелно се изучувале. Интересно, да. Ајде да ми кажеш нешто во однос на твојата професија и да речам работен живот. Работен живот. Јас 4 години имам на педагошки факултет. За жал или можда и за среќа, никош немам работано ко учител. Но тука во Норвешка? Во Норвешка, да. Меѓутоа, најпојќе си имам почитувано према транспортот. Последната година на педагошки факултет ко учев, тогаш се верив и веќе требаше да почнам да поддржавам фамилија. Со плата ко учител видов дека немат да просперирам толку
почна со транспорт, каде што можеше да се спечалит појќе пари. И веќе останав на тоа, помина извесно време кога се решив да се вратам за педагогијата, меѓутоа тогаш беше касно. Тоа што го имав изучено, тоа појќе не важеше. Се смениле правилата? Се смениле правилата, така да мораше 4 години поново. Одново. Така да тоа ето. Не беше многу Не. мотивирачки Да. да треба скроз да се вратиш наназад. Но ете, бидејќи ја спомна сопругата, по македонски стандарди вие имате мешан брак. Да. Па и по бидејќи од македонски, Србија. Да. Но по норвешки стандарди тоа е многу честа појави. Да. Значи да не речам дека повеќето луѓе кои што јас ги познавам, со кои што сум работела, норвежани имаат брачен партнер од некоја друга земја. Да, ево, значи мојата супруга е од Ужице, од Србија. Децата претежно зборуваат српски, меѓутоа знаат и македонски, ама полесно е бидејќи со мајка одраснати, јас нонстоп на работа и нормално да тие на ними му беше српскиот јазик, матерни јазик. Ама ето, и се трудат, значи кирилица знаат, и македонска, и српска, така да баш сме горди со тоа што имат научено. Да. Баш фино што го спомна тоа, бидејќи јас мислам дека јазик, знаење јазик е големо богатство и дека не треба да се изостави, иако е проблем. Јас знам кај нас дома дека јас во текот на денот барем 20, можеби 30 пати им кажувам на моите ќерки, морате на македонски да зборувате, затоа што они кога ќе навлезат во играта, им е природно да играта ја играат на норвешки, кој што им е јазикот и во градинка и во училиште. Како вие функциониравте дома? Ние претежно пробавме македонски, значи јас македонски му зборував, супругата српски му зборуваше, а јас тоа е значи моје и искуство и од педагогијата, деца се косунгери. Значи за ними не е проблем и по 5 јазици да научат. Така да најголемата грешка јас мислам родители што форцира децата да го научат тој јазик во таа држава кај што живеат. Тие децата ќе го научат. Значи Сакале или не келе? Јас значи до прво оделение не знаев норвешки. А сега перфектно никој не може да ме чујат по гласот дека не сум норвежанец. Така да најголемата грешка кај родителите што форсираат друг јазик, а требат македонскиот јазик да си го зборват барем дома и не да се срамат. Да, се согласувам. Барем ние како семејство го имаме тоа мислење и го форсираме тоа. Некој би рекол и од себична причина, затоа што сакаме со нашите ќерки да си го зборуваме јазикот кој што е наш, а не некој туги јазик. Па не е, знаеш што, тоа е најпојќе, пошто јас гледам споредноста, колку е интересно јас кој ќе си отидам во Македонија, веќе го знам македонскиот јазик, можам да комуницирам со луѓе, а тие што се одраснати во Норвешка со македонско потекло, кои ќе одат во Македонија, кои ќе не го знаат јазикот, не е толку интересно. Значи, јас можам лесно да си добијам и пријатели, и познанства, дали тоа во продавница, дали во ресторант, а тие што не го знаат јазикот, веќе не му е интересно и нема да доаѓаат појќе во Македонија. Да, се си има некои ефекти, домино ефекти. Ти си во моментов председател на Македонското здружение. Како се води културно здружение? Културно спортско дружение. Здружение. Да, КСД. А иначе на норвешки тоа е КСФ. Да. А тоа е исто нешто од мене останато. Ајде кажи ни како е настанато здружението, како функционира во моментов? Тоа е започнато од татко ми покојни, 80-тите, крајот на 80-тите години, оформирано официјално 89-та година. Тогаш веќе почна Југославија да се распадви.
немавме некое здружение баш за македонците. Имаше југословенски клуб, кај што беа претежно срби. Хрватите увек се саделија малце, исто и албанците и турците. Така да видо дека би требало да се направи едно здружение за македонците. Со пријатели направија тоа здружението КСД, меѓутоа јас му нареков тогаш КСД здружение не морат, значи морат КСФ на норвешки, форенинг. И од тогаш веќе континуирано имамо во тие 30 години кај што се држи тоа, имаме успехи, значи, да одржаваме македонско школо, клуб за деца, кај што се собират. Меѓутоа, увек имат останато на мал бројка луѓе што се грижат за тоа. Тоа е најпојќе што ме мачит, дека немаме појќе луѓе што сакат да поможат. Што е тоа што низ годините било најпопуларно или случка која што како ивент или како настан кој што традиционално се одржува? Немаше, тоа претежно беше, пошто тоа не беше на приватна база, него тие што беа загрижени за одржавањето на здружението, тие кој ќе организира беше тоа музика. За Нова година, за Великден, за такви случаи. А исто имавме на времето во Шведска младински фестивал, кај што и јас појки пат имам организирано одење за Шведска. Таму пошто имаше и турнири за тенис, за пинг-понг, за шах, а исто на крајот имаше младински фестивал со музика кај што саберевме младини од цела Скандинавија. Тоа значи за мене беше најзапамтливо од тоа време. Но тоа е нешто што е забрано или се уште? Па уште дали постои не сум сигурен, меѓутоа последниве ево 15 на години немат никој ни иницијатива земено, ни се имат објавено дека ќе имат нешто. Да. Кои се твоите идеи, визии, како би сакал ти да функционира здруженијето? Види, сега, фала Богу, имаме успено да отвориме црква, така да то имаме разделено. Сега имаме едно духовно здружение и имаме едно официјално македонско за сите македонци, не само за етнички македонци, него за сите македонци. И најголема визија за мене тука, значи да се одржуваат изучење на македонски јазик, култура, и исто да имаме тука едно место кај што можат македонци кои ќе идат во Норвешка и тие што се во Норвешка, да можат да барат помош и да добијат помош од другите македонци што се тука. Значи, поврзување за меѓусебно помагање. Добро, да, тоа е на некој начин неизбежно да кога ќе отидеш надвор од комфорната зона, од тоа што ти е дома, пробуваш на секаков можен начин да бидеш поврзан со некој кој што е сличен на тебе. Да. Јас викам наши луѓе за практично целиот Балкан. Но не знам како ти мислиш, меѓутоа јас кога ќе видам некој на улица, можам по гестикулација, по облекување и па дури израз на лице да познам дали е тој од нашите луѓе или не. Да, и јас мислам дека можам то. Некојаш се дешава дека ќе сгрешам, меѓутоа јас исто така сум барам контакт, така да увек што имаме шетано по светот, мене ми беше драго кој ќе слушнев некој, дали то српски или македонски, босанци, хрвати, значи кој ќе сретнев некој да слушнам тој балкански јазик и претежно барав и контакт да се упознам со него. Кои вака карактеристики кои што се карактерни особени, мислев да кажам, кои карактерни особени кои што се типични македонски, ги имаш и ги препознаваш кај себе?
Не знам, то малце тешко прашање. Тешко прашање. Тешко прашање. Ете да речам, непосредност, желба да се помогне. Топлост во не само физичка. Мислам, кај мене најповеќе е тоа што сакам да се дружам со луѓе. Тоа е ми останато исто од детинство, тоа дружењето што беше меѓу македонците и тогаш исто меѓу југословените и исто тоа што го гледаме, ама на жал и то во Македонија се изгубуваат. Гледам по градовите. Јас мислам тоа е повеќе еден градски синдром, а не еден државен синдром. Така да најповеќе мене ми е тоа што сакам да имам контакт со македонци. Ајде сега да го свртиме прашањето, па што па од норвешката култура и традиција го препознаваш како свое? Најповеќе тоа морам да речем дека мислењето на здравието и за себе, пошто норвежаните се многу добри да одржаваат своето тело и своите мисли, да речеме, пошто имат и тука услови исто. Јас многу пати му велам на луѓе, значи во Норвешка имаат повеќе осветлени стази за скијање, него во Германија што имаат аутопатишта. Така да норвежаните имаат дадена могуćност да едноставно телосно да можеш да се исполниш и да се регенерираш во природата. Да. Дали ти си таков станат норвежанец со скијање, со онаа нивна изрека дека нема лошо време, има само лоша облека? Да. Тоа поготово пошто имам исто две кучина, така да сакаме нејки ме мора да излезе. Да. Меѓутоа ние увек и то со децата, тоа што беа мали, ние увек излегвевме во природа и обожаваме во природа да бидиме, пошто тоа е едноставно еден начин да се дисоциираш од проблемите, од залудите, иначе во живота. Кој дел од Норвешка ти е омилен или што е она што кога некој доаѓа да ја види Норвешка не смее да пропушти? За жалост, овде во Норвешка, значи многу далеко се тие дестинации, тие што ќе дојдат од Македонија, ама претежно овде кај што носиме, тоа е горе на Холменколен, значи скокалната. Имат исто на кафетерија горе. Покрај морето, Акербриге, операта и Фрогнер парки. Значи тие 5 места обавезно. Сите што имат идено и носиме. Да. А што со зима и со познатата аурора? Па, на жал, тоа е, значи, морат малце по на север, да. А претежно тие гости што идат на кратко, така да ретко да можат, а иначе имаме и гости, ама тогаш одиме на планина. Тоа е Трисил, Хемседал, на такви места за скијање. Да. Значи ти си го попримил тоа во однос на скијање и водење, да речам, грижа за имање така спортска активност. И твоите ќерки две се исто така активни. Дали е тоа нешто што го сметаш како неизоставен дел од едно типично норвешко семејство, да се биде надвор, да се биде спортски активен, да се биде вклучен во повеќе спортови? Тоа што е, значи, ние, како јас што го гледам во спортот, во школото, на работа, претежно имат некоја хирархија, кој е како облечен, што е. Меѓутоа во спортот ти можеш како било да си облечен или како било да изгледаш, ако си добар, тоа дават резултат. Така да тука мислам дека сите се на иста линија и сам мораш да се трудиш да се покажеш. И тоа е, мислам, добро за да можат да се покажат на децата. Дека без разлика од која ти е одскочната даска, на каква хиерархија се наоѓаш во животот, дека
во спортот не важат тие правила на потекло. Еве кога ги спомнавме и твоите керки, вие патувате често во Македонија, што е она што тие го приметуваат како разлика помеѓу Норвешка и Македонија? Од што, па еве и можеби и ти, што е тоа што ти смета во Македонија? За сметање не знам кај да почнам. Меѓутоа, неќам толку да фокусирам на тоа сметањето, пошто увек имат нешто што ќе сметат во живота. Меѓутоа, јас содржам и тоа исто, гледам и кај керките, тоа што и привлек вид за долу, а тоа е тоа дружењето. И тука ние исто со жената си имаме трудено доста, да му дајме една шанса да имат големо друштво во Македонија, значи и ние си имаме дружено со многу луѓе, со многу фамилии, така да и ти имат едно големо вид на пријателки и пријатели во Македонија, што и привлеквит, што сака да ја видат поново, да се дружат со ними, и тоа е, мислам, најубото. А иначе за тоа што не ни сакаме, за негативи, тоа увек има. Ајде, тогаш што е доброто кога ќе се види во Македонија? Освен ете тој момент на дружење, на бивање обкружен со многу луѓе. Топлотата. Едноставно во Македонија... Не оние 40 степени во лето, нешто друго. Па, мислам, може и нив. Да, може и нив, ама исто и топлотата на луѓето, на самата култура што имаме во Македонија, тоа не привлеквит. Тоа е нешто што е, како викаат на норвешки, тоа е лепакот. Да. Тоа што или можеби магнетот што ве привлекува. Ајде за крај да кажеме нешто и во однос на, кажувавме за македонското здружение, но ајде да се навратиме повторно таму, бидејќи заборавивме за оној момент да позборуваме дека и самата структура на македонци низ годините е променета. Јас барем последниве години тие кои што ги запознавам македонци кои што доаѓаат во Норвешка се па да речам во просек баре околу 40 на години. Значи луѓе кои што веќе со целото семејство доаѓаат тука. А порано ете биле луѓе кои што сами доаѓале, па потоа го создавале тука семејството. Дали ти гледаш и во македонското здружение дека таква некоја разлика на структурата има? Да. Значи 70-тите години тие претежно што доаѓа, ретко да има деца пред да дојдат, многу не беа ни мъже ни женати, така да тие веќе тука почва да стекват фамилија, дали ќе земеа некој партнер од Македонија, ретко да најдат некој тука, така да тоа е најголемата разлика што гледам, пошто како што рече, сега веќе идат цело семејство, цела фамилија со се деца. А тогаш веќе тие се решени да дојдат. А на тоа време тие што идеја, претежно тие мисле дека ќе дојдат тука да спечелат пари, па да се вратат назад од кај што си дојдоа. Меѓутоа ето, ќе се родеа деца, ќе добија работа, ќе видеа дека и тука може да се живеат, и веќе претежно сите остана. Дали има нешто кое што е норвешка реалност, нешто што е тука нормално, а што не е во Македонија, а што мислиш дека македонците преку здружението би требало да го научат и прифатат? Па, тоа е целта со здружението, да можат да имат македонците во Норвешка имат поддршка од други македонци. Значи, многу работи што се закони, тоа што е околу живота во Норвешка, правила, да можат да имаме една база кај што можат да најдат информација. Да не морат сами да барат. Тоа ќе морат на норвешки да барат, еден јазик што не го познават, а друго е, пошто многу правила, многу закони не се јавно издадени до сегде. Така да, тоа е целта со КСД моментално, а понатаму се надеваме дека исто ќе биде тука да можеме да преме собирање за македонците надвор од духовната сфера. Тука исто школо
сега го имат превземено Света Петка, пошто ти имат така сега пари за тоа. Ама ето, од утре здравје ќе имат родендени, ќе имат прослави, да може да имаме една просторија кај што можат и то да се одржуваат. Точно, да. Убаво е тоа да се гаи како традиција, да здруженијето и понатаму постои, да биде активно и како што кажат и да служи за потребите на македонците кои што доаѓаат тука, дали за информација, дали само за дружење, да си се пожалиш со некој свој. И тоа треба, значи, најголем, како што велат норвежаните, лике бон лике бест. Значи, слични деца најубаво си играат. Тука кој ќе имаме, ако успееме, јас мислам, нека кога, него ќе успееме да имаме такво здружение, да можат да се привлекват луѓето и да најдат некоја посебна и заедничка база кај што можат слободно да се сосеќат. Да. Во текот на разговорот кажа, сега норвежаните, иако не знаев норвешки кога почнав во школу и ми стоеше дека цело време дека треба повеќе да научам норвешки, сега не може да те препознае некој дека не си норвежанец по начинот на говорење. Меѓутоа, ниту јас можам да те познам дека не си роден во Македонија по начинот на твоето говорење. Така што ми беше баш мило да си направам ете така домашен народски муабет со тебе на нашиот заеднички јазик. И повторно се гледаме на некое од работите кои што ги организирате во здруженијето, заеднички да си се жалиме, да си се фалиме, да си празнуваме. И да си се насмееме. Точно така. Фала ти многу. Фала и тебе.